Почитувани граѓани, сите економски параметри покажуваат дека македонската економија оди надолу. Животниот стандард на граѓаните опаѓа, народот има се помалку пари. Трошоците на живот во јануари пораснаа за 4,9%, а индексот на цени на мало за 5,2%. Повторно расте инфлацијата. Потрошувачката кошничка достигна 63.773 денари. Сега за едно семејство да преживее му требаат 3 минимални плати. Владата не само што не помага, туку ја игнорира реалноста, а граѓаните ги остава сами. Социјалниот диалог е уништен. Владата го блокираше функционирањето на економско-социјалниот совет и одбива да ги слушне барањата на работниците за поголеми плати. Синдикатите бараат минимална плата од 500 евра, но владата ги игнорира. Работниците се мачат со големата скапотија, со огромните сметки за струја. Не можат да си ги дозволат основните намирници. Вината е кај оваа неспособна власт на Мицковски и ДПМН. Затоа што решенијата постојат. СДСМ ги понуди, но тие одбиваат да ги применат. Индустријското производство паѓа 4 месеци поред. Во декември падот е за 1,4%, а во септември минатата година падот беше цели 7,9%. Оваа не се само статистики. Оваа значи затворени фабрики, изгубени работни места, семејства оставени без приход. Буџетскиот дефицит за 2 месеци достигна рекордни 7,8 милиарди денари. Владата троши многу повеќе отколку што прибира, а за оваа дупка во буџетот повторно ќе плаќаат граѓаните. Почитувани граѓани, работници, вие го живеете оваа секој ден. Владата ја уништува економијата и ви го зема животниот стандард. Вие го носите товарот на нивната неспособност. СДСМ нема да остане пасивен наблюдувач. Ке продолжиме да предлагаме закони и мерки кои ќе ви помогнат, но владата мора да се освести и да ги прифати. Доста беше економски хаос, време е за конкретни решенија. СДСМ е со вас. Ке се бориме за секој работник, за секој граѓанин, за подобар живот. Благодарам.